Град Скопје денеска испрати допис до сите државни институции, предпријатија и поголеми компании, каде што се наведени сите сообраќајници и објекти на кои се предвидени градежни активности во 2019 година. Како што најави градоначалникот Шилегов, градот Скопје ќе донесе нов правилник за издавање дозволи за вршење прекопи на улиците и во иднина ќе има заострени критериуми за добивање дозвола за вршење прекоп на улиците. Повисоки критериуми за начинот на кој ќе се вршат овие прекопувања, како и скратени рокови за завршување на градежните активности. Како што информираат од градот, во дописот, град Скопје ги потсети државните институции, предпријатијата и компаниите, дека по завршувањето на градежните работи на објектите нема да бидат дозволени попречни и надложни прекопи на сообраќајницата во наредните 3 години, сметано од денот на технички прием на објектот. Поради овие причини, доколку постои потреба за поставување некакви инсталации или друг вид градежни интервенции на посочените сообраќајници, потребно е да се поднесе барање до град Скопје со цел координирање на понатамушните активности, информираат од град Скопје. Според листата на градот, во февруари ќе бидат реконструирани улиците Борис Серафов, Ѓорче Петров, Кочо Рацин и Љубљанска. Во март, булеварот Партизански одреди, улиците Лазар Личиновски, Индира Ганди, Александар Урдаревски, Московска и булеварот Крсте Петков Мисирков. Во април се планира нов кружен тек на булеварот Втора Македонска бригада и реконструкција на улицата Благоја Стевковски. Во мај, улица Теодосиј Гологанов, Ферид Мурати и Димо Хаджидимов. Во јуни, улицата Живко Фирфов, Павел Шатев и улица Црниче. Во септември ќе биде извршена реконструкција на улицата Македонско-Косовска бригада и булеварите Хрватска, Љубљанска и Јужен булевар. И во октомври и декември улицата Александар Урдаревски, Есенинова, булеварот Никола Карев и улицата Боца Иванова.